сме повторно назад во студиото на Алфа телевизија. Она што следува во продолжение е првиот разговор за ова утро. Ви кажав и на почетокот на емисијата, ќе зборуваме за обичаите, за традицијата, за верувањата на македонскиот народ, поврзани со овој голем православен христијански празник Великден, кој што ни е во пресрет. Сега, за да стасаме до Великден, имаме многу предходно, имаме предходни работи кои што ни предходнат за овој празник, околу обичаите и верувањата на македонскиот народ. Додека го следевте прилогот, јас и мојот соговорник веќе си муабетевме, значи некои работи и јас за прв пат ги дознав, а слушнавме и од вас во телефонските јавувања, од различни краишта ни се јавувавте и има навистина различни обичаи, различни верувања, меѓутоа суштината е иста, тоа е тоа, она што е поврзано поготово за денешниот голем ден, Велики четврток. Наши ваш гостин ова утро, почитувани наши, е господинот Горан Павловски, кустос етнолог, кој што ни доаѓа од Музеот на Македонија. Добар ден. Господине Павловски, добро ви утро. Добро ви ни дојдовте во утринската програма. Чест и задоволство ми е тоа што утрово ќе позборуваме малку повеќе околу обичаите, верувањата, нашата македонска традиција околу чествувањето и празнувањето на Великден. Кажавме дека на Великден му предходат 40 дена, пред 40 дена, поврзани со прочка, постот и со да не ја погрешам, само беше Тодорова сабота. И сега на почетокот ви благодарам за поканата и од моје лично име, но и од институцијата од која што доаѓам, од Музеј на Македонија. Како што кажавте и вие, а јас и пред да почнеме со разговорот, ги следев вашите гледачи. И интересни искажувања има секој од својот крај, нели, како што ги чествувале, како што се сеќаваат како деца и како што им ги пренеле обичаите нивните родители, баби и дедовци. Како што на почетокот веднаш да почнеме со обичаите, разговорот кој што се околу Великден и великденските празнувања. Значи се почнува, му предходи на Великден, за да се дојде до оној, да речеме, главниот, великиот ден кој што сите го очекуваме, особено христијаните, посебно ние православните христијани, во конкретниот случај. Значи е познат во народот празникот Прочка. Фактички Прочка е граничен празник, така да речем, помеѓу празниците од зимскиот циклус, кои што со Прочка завршуваат, што ги познаваме како што се Божик, Водици и така натаму, некрстените денови, русали, во народот познати обичаи, и почнуваат пролетниот циклус на празници со Прочка. Значи, веднаш, или проштени поклади во народот, уште познат. Веднаш другиот ден после Прочка е така наречениот ден или празник чист понеделник, кога всушност се почнува постот, кој што трае, нели, се завршува се до Великден. Ако одиме редоследно, после Прочка значаен празник во народот е Тодорова сабота или Тодорица. Сега може да се спомне дека сите овие празници, затоа што станува збор, нели, за обичаи народни, тие се инкорпорирани со елементи, всушност основата, да речам име, црковни христијански празници, но во суштина имаат инкорпорирано фактички и прастари верувања, обичаи од предхристијанскиот период. Зошто го спомнам ова? Дека спомнав Тодорица, да речеме Тодорова сабота, многу истражувачи ја поврзуваат со древните чествувања за време на дионисиските свечености, кога се растачувале коњи, односно познатата вотивен споменик на тракискиот коњаник, и тие го поврзуваат, а за Тодорица на истиот ден на празникот се еден од главните моменти е трките и растачување на коњи, да речеме, во разни краишта Македонија се случувало тоа, посебно во Брсјачијата и во Мијачијата. Што символизира тоа? Зошто ги растрчувале коњите? Па затоа што коњот е хтонско, во исто време амбивалентно животно, и сончево и хтонско, значи нови циклуси се почнуваат од подземјето, нели, се раѓа ново сонце и фактички секогаш и сонцето се во некои верувања се опишува и традиции и преданија како коњани, коњ кој што се движи по небесниот свод. Сега да не се задржуваме затоа што нели имаме сега она што ни следи, сега се следи потоа Лазарица, да речеме. Страдалната, предходно е Лазарица, сабота, нели, со познатото чудо на Исус прво, фактички кога го воскреснал и го дигнал прво, да речеме, неговиот пријател Лазар од гробот, и потоа одма другиот ден е Цветници, нели, влегувањето на Исус во Ерусалим, и кога го пречекуваат, нели, со цветови, со врбови гранчиња, со
свечено влегол и значајно да се каже дека нели влегол на магаре во Ерусалим. Сега како се празнуваат овие празници кај нас, да кажеме, Лазарова сабота? Што е символиката на Лазарова сабота и цветници? Најтипично, најкарактеристично во Лазарици всушност се кријат можеби најархаичните слоеви на оние предхристијански празници, затоа што тогаш и во мелопоетска и фолклорна смисла, затоа што тогаш одат и исто така во се сметаат како еден вид на обреди на премин, затоа што од еден социјален статус во друго, што сакам да кажам, тогаш се изобирале девојчиња млади кои што се задевојчувале или станувале моми на 12-13 годишна возраст во пубертетските години и тогаш одат во групи. Некои се и до 12, некои по 2, по 3, по 4 групи и одат од куќа на куќа и пеат лазарски песни за добробит, за здравје, за бериќе на одредено домаќинство, куќа или на одредени мали деца, на ергени, на немажени, на неженети, за да ги благословат. Значи тоа е всушност и во песните се кријат одредени, да речам, верувања, текстови кои што отсликуваат едни претходни времиња, предхристијански времиња, но како што кажав се инкорпорирале во христијанските нови вредности, да ги речам, кои што во еден затоа што знаете, нашето христијанство, да го речам, посебно на Балканот, е еден вид симбиоза и синкретизам со претходните народни верувања. Сега Лазарова сабота претходи на цветници. Нели цветници е една недела пред Великден. Како се празнува цветници кај нас? Цветници, нели, исто како што е случајот со влегувањето на Исус во Ерусалим, се оди во црквите и се оставаат нели разни цветови, треви, но значајно е тоа дека после цветници нели доаѓа великата недела, како што народот ја вели, или страдална, или страстна недела некаде ја вели. Таа е една од најзначајните недели пред во христијанските празнувања пред Великден. Тоа значи дека се почнува од страдалниот или страстниот понеделник, точно така, вторник и сабота. Сега, кои се верувањата на овие три дена? Еве да го после спомнеме. После ќе се задржиме на Како што вели и Јован Златоуст на едно место, таа велика недела не е велика и сите денови во неа се нарекуваат со придавката велики, вели или велја, велја среда или велики петок, вели четврток. Не се велики затоа што долго трае денот, туку затоа што тогаш Господ во таа недела извршил многу чуда. Значи го победил смртта, со смртта ја победил, гревот ја поразил, го поразил злото и затоа народот го чествува едноставно небесното, го споил со овоземното, им дал пристап на еден начин, ги отворил рајските двери и да се спојат, да речеме, луѓето да се спојат со ангелите. Значи, така е толкувањето на Јован Златоуст и затоа од црковен аспект таа е, така се кажува, велика и значајна, една од најзначајните недели пред Великден. Сега кај нас, да речеме, таа, како што кажавме, секој ден ја носи придавката велики, така се почне и од велики понеделник. Иако нема, можеби, во разни краишта, нема премногу на тој ден, но се почнува најчесто во многу краишта од вторникот. Вторникот во некои краишта се почнува веќе со прибирање на јајцата и се гледа да се тие што попресни да биде пресен за родишот, да се тргне бериќето со нешто здраво, ново, убаво. Значи, во вторникот се прави во многу краишта тоа. Но во средата, најчесто во средата, во повеќето краишта низ Македонија, исто така се прибираат јајца, нови, на број онолку колку што има, да речеме, во членови од семејството, но не се забораваат и оние што не се тука, да речеме некои биле на печалба во војска и за нив се остава по едно јајце. Се оставаат во вода, да искиснат во средата, да искиснат, да се исчистат, нели? И физички, но сватено и метафизички, можеби во духовна смисла, да се прочистат јајцата преку водата. И подоцна се пребришуваат и се оставаат така, и боја се подготвува, се оставаат за наредниот ден, нели, да бидат подготвени. Во некои краишта, како да речеме во Порече, се оставаат 3 јајца,
во шутка или во грне некој бардак за вода, се оставаат покрај огништето да преноќат, затоа што внимавајте, огништето е едно од најсветите места по сваќањето на народните верувања во покрај прагот е едно од најсветите места на домот. Во средата исто така значаен обичај е, во многу краишта на Македонија се врши закадување или зачурување на стоката. Значи, еве уште едни обичаи кои што се всушност представуваат предхристијански, некои ги нарекуваат и погански, кои што се вметнати паралелно со христијанските, да му дадат се со цел на поспешување на добробит, на животот, на богатство, на плодородие, бериќето. Значи, тога се зачурува стоката, по народните верувања се зема сува лепешка и се ставаат тревки, за кои што народот верува дека се со волшебна магична моќ, како што се млечка, коприва, кукурек некаде, здравецот исто така, и се кади, односно се зачурува стоката по народно верување дека ќе пренесе моќта на животните, да ги заштити од болест, а и домашните во домот од болести, исто така од разни непогоди, од временски неприлики и така натаму. Значи, тоа е еден интересен обичај кој што се случува на многу места низ Македонија во среда, покрај тоа подготовката на јајцата и чистењето на јајцата, искиснувањето вода за во наредниот ден да го дочекаме веќе како што одеше Велики четврток. Да, токму така. Сега стасавме веќе оние 3 дена, Велики четврток, Велики петок и Великден. Кои се ги слушнавме? Слушнавме заедно од гледачите, слушнавме дел од верувањата за Велики четврток. Еве вие да ни кажете. Како што и на Грашиот Кајрон одеше. Да, прочитав, видов, одеше на Кајронот дека е Велики четврток, најмногу обичаи се врзани околу него и точно најактивен за така беше, точно така. Значи на Велики четврток вистина е најмногу затоа што тога се случува главниот обичај, всушност вапцувањето на јајцата. И се знае, како што знаеме, повеќето знаеме, дека всушност пред изгрејсонце секоја прво домаќинката станувала некаде дури во Скопско и пред клепањето на првото клепало, нели немало некаде камбанари, за да бидат јајцата цврсти, да не се крши, нели преку симпатетичка магија, да не се пренесе, да не се кршат јајцата. Домаќинката ги вапсува јајцата. Од кога ќе стане, значи важен елемент е исто пред изгрејсонце да не ги види, како што верува народот, да не ги видат првите зраци јајцата. Значи тоа се прави во тајност, да се изфарбаат првите, да се вапсаат првите јајца. Од кога ќе се вапсаат, да речеме, првите јајца, значајно е тоа, како што и вашите гледачи, еве слушна повторно ги спомнуваме, кажа, најзначајни се првите 3 јајца. Односно, првото јајце е најзначајно и тоа се нарекува некаде господово јајце, а некаде се нарекува првак. Спомна еден од вашите гледачи дека е на домаќинот, не е на домаќинот, туку е првото јајце се посветува на Господ, па потоа е настопанот на домаќинот и понатаму на стоката, на куќата за бериќет и така натаму. Сега ова прво јајце е многу значајно, што може да се претпостави, затоа и се нарекува, нели, епитетот му е даден. И се чува преку цела година. Така. Преку цела година се верува дека не се расипува и се користи за многу, да речам така, профилактички дејства, заштитни, се користи исто така како што спомнавме претходно, се верува дека има голема моќ и дека се користи за заштита од силни дождоносни облаци, да не направат чувар на куќата, да заштита од болести и така натаму. Не спомнавме дека домаќинката, важен елемент е, кога ги вапцува јајцата, треба да има барем еден залак каснато во уста, да не се разбие. Да не е нагладно. Точно така. Да не се разбие, да речеме, моќта и да се пренесе преку јајцето, па да ја изгуби магиската моќ, што би требало да ја има онаа која што се очекува од него како ете, ова е значаен момент што него кажа, да. Па тие се во сите такви обичаи, кога се начнува нешто, кога се започнува, всушност треба да се биде со полна уста, нели, да се тргне со полно, да не биде, да не се напразен стомак, да не се разбие, да речеме, верувањето. Сега полека, но сигурно стасуваме кон Великден, односно да не го заборавиме. Точно, не знам колку имаме време, како што спомнавме, четврток е многу значаен и за тоа што, еве интересен, ќе се присетат нашите гледаци, бабите ни правеле на лицето 3 пати црвено, бело, дебело или црвено, бело, здраво, живо, односно преносно да бидеме здрави, дебели, црвени како што се јајцата, повторно за она поспешување на здравје на живот. Одлично. Сега стасуваме до утрешниот ден.
Точно. Велики петок, црн петок, така го викаат некои, нели, Токму така. треба Тоа е еден од најтажни, тоа е денови, најтажен така ден, е. точно така. Иако, како што кажав, има И е да тежок спомнам пост, само уште треба да дека има биде тој многу ден, и така. други обичаи за време на четврток. Главниот обичај, како што го кажа, затоа викам не знам колку имаме време, го спомна еден од гледачите го начина, но малце поинаку. Тие јајцето прво господово, некаде и 2 јајца, некаде и 3, се ставаат во сито. И се става отпосле, значи од кога нема да ги види сончевите зраци, сега обратно треба да го видат, да го пречекаат сонцевите зраци, да го огреат јајцето, се става во сито и се става на главниот дирек на куќата или некаде на значајно место спроти сонце. Во него се ставаат во многу краишта и второто и третото јајце и се додава жито, срп и сукало. И тие се исто атрибути на плодност, на плодородие. Сукалото се мисли како што се суче, сукалото како што суче, така да се суче късметот, да напредува. И исто така уште еден значаен обичај е потки поставување се вика, исто по народот билки кои што имаат магиска моќ, се ставаат за заштита, за профилакса во клучалките, во амбарите, во бочвите и така натаму, за заштита од непогоди, од болести. Активен е четвртокот, денешниот ден многу, има многу разни, нели во сите зборување. краишта има разни. Во интерес на времето, значи ни остана она што сакам да позборуваме е Велики петок, нели? Точно. Или црн петок. Значи Велики петок се вика дека е најтажен и така и е. Така е. Тогаш луѓето само го чествувале во црква, се честеле со сол, пипер, и кога се пости и вода, всушност тој ден е тежок пост. Најтежок фактички се пости само на вода. На вода. Така и се практикува, да речеме, затоа што е стварна вистина и најтежок ден, така и по народните верувања и по христијанските канони. Да. Значи, тој ден еден интересен обичај кој што се прави, ете за него би спомнале, во петокот е тоа што се на еден начин, да речам, се симулира Господовото погребување, Исусовото погребување. Во многу краишта се зема една ткаенина, наречена плаштеница, и се прави одреден символ што го заменува Христовиот гроб и се покрива плаштеницата, а луѓето поминуваат под плаштеницата за да оддадат почит и да искажат сочувство со страдањата на распнатиот Исус. На еден начин, една емпатија да се поистоветат со него, дека пострадал всушност за нив, односно за нашите гревови, така. Ете, тоа е еден поинтересен, да речам, значаен за Велики петок. Велика сабота има некој обичај или одиме директно на Велик ден? Велика сабота е малце, да речам, во тој однос порастоварена, либерална, полабаво, затоа што народот го смета за празник само додека се во црквата. И многу правилно, затоа што после треба да се мора да се вршат последните подготовки за пред Великден, односно сите тие забрани што беа табуа за нечистење, за неработење, дека се жалосни денови, едноставно не се применуваат толку стегнато, значи, мора во сабота да се мора да се работи, да се исчисти домот, нормално за свечениот ден да се пречека. И исто така еден интересен обичај, еве сега кога веќе да речам протрчуваме, затоа што и нема нели доволно време, некои специфични обичаи, има да речеме во Мариово во сабота се ете ги повторно тие народни верувања кои што се всушност сите се овие на некој начин предхристијански, кажав на еден вид синкретизам на престарите верувања, древни балкански, со новите, да речем условно кажано, новата религија христијанска, имитативна магија на некој начин и верувања во надприродни сили и анимизам. Значи се пере, практикуваат да го перат појасот, кој што во Маријово знаеме и секаде низ Македонија, но бил на вистина голем долг, женскиот појас, за да не ги боли половината низ текот на целата година, дружнеат или додека се си има своја символика, така, значи. И конечно доаѓаме до Великден, или големиот ден, точно, така? Но треба да се каже дека после сабота исто така е значајна по тоа што нели во вечерта фактички главниот настан. Така. Значи кога се случуваат ете како овој некој обичај, се оди и уште еден може да спомнам на брзина обичај е или два, мажите не одат да речеме на дрва со секири во сабота за да не треска гром. И исто така во жените, момите ги мијат косите и во таа вода што ги мијат косите ставаат здравец и црвени јајца за здравје.
Девојчињата исто така повторно како обреди на премет, некаде одат девојчиња во црквите во Охридско, претходно замесуваат тесто, заедно со јајцата го оставаат да преноќи во црквите, да ги преслушаат 12 евангелија и после празниците од тоа првпат замесуваат леп. Сега морам да кажам во интерес на времето, доаѓаме сега до Великден. Значи знаеме како што поминавме црквата, вечерта сите се кршиме, фактички завршува, некаде се вика се крцаат, некаде се чукаат, некаде се кршат. Значи фактички го прекинуваме постот, се умрсуваме со тоа, радосни го пречекуваме значи Христовото воскресение и со тропарот Христос воскресе се врти 3 пати околу црквата, тоа сите го знаеме, некаде свеќите, последната свеќа, особено што ако сме запалили од свештеникот се носи дома, се порано палеле кандило, денеска се ставаат можеби помодерни сваќања под перница, па се сонува за саканик, за сакана и така натаму. Великденот веќе сите го пречекуваат со поздравот Христос воскресе, кој што треба да спомнеме дека 40 дена до Спасов ден. До Спасов ден трае со тој поздрав. Се поздравуваат православните христијани. Точно, до Спасов ден, а не спомнавме дека после Спасов ден 50-тиот ден е Педесетница, односно духовен, а на средина е Руса среда, нели празник. И значаен интересен обичај е тоа што со јајците, со црвените јајца после дента на Великден, од кога ќе се поздрават, во многу краишта се оди на гробишта и се остава јајца на гробовите да им се каже и на покојните дека Христос Спасител е воскресна и дека го е пречекан со сите адети како што треба, онака достоинствено да им се соопшти веста, да им се обзнани и на нив. Би зборувала јас уште неколку минути, ама толку е во интерес на времето. Да. Уште дека на крајот во многу краишта завршува, значи да кажеме почнавме како почнува, сето тоа од прочка завршува со онака весело, во весела, радосна атмосфера, полна со оптимизам, со веселби, со играње, со песни и со ора. На многу места се оди надвор од селото по Полјани, некаде се оди на сред село и се завршува, многу е значајно тоа, во многу краишта со така наречени покрај песните и ората, со гачки, односно народни драми. Се играат така наречени игри вили самовили, дервиши, некаде се одат с крсти, со лити, да се повикува на дожд и така натаму, значи сето тоа повторно ќе кажам за поспешување на. Спомнавте песни, ора, игри, се со веселба се предчекува Христовото воскреснување. Ви благодарам за разговорот, за гостувањето овде